Следува втората репортажа од разговорите на нашиот продуцент Васил Јанков со македонската заедница во Бритиш Колумбија. Снимањето беше во прекрасниот град Ванкувер, а вие погледнете. Драги македонци и наши пријатели, се наоѓаме во најголемиот град во канадската провинција Британска Колумбија со многу почитуваниот Ѓорги Петков. Ѓорги, добро дојде во програмата Час на македонски корени. Благодарам на поканата. Ѓорги, да зборуваме малку за твоето минато во Македонија и овде во Канада. Каде си роден? Јас сум роден во Валандово, 1974 година. Пораснав во Валандово фактички до средна школа. После тоа на факултет во Скопје и магистрирав во Скопје. Неколку години бев во Скопје, после магистрирање и во 2003 дојдовме во Канада. По кој повод? По кој повод? Се повеќе ситуацијата во Македонија во тоа време? Да, не беше баш просперитетна работа, тешко, јас сум во земјоделие. Иако е земјоделска земја во Македонија, значи можеш да работиш, можеш да вредни се луѓето тамо, се произведува добро квалитетно овоше и зеленчук, ама после или пласман или цена нема. Така да не е нешто профитабилен бизнис во Македонија, земјоделие. Меѓутоа Валандово е најпознат со фестивалот во Ландово. Да, Фолкфест во Ландово, Калинка, секоја суптропско вош, јапонски јаболка, грозје, вино, да. Па тоа беше идејата, нели, твоја, да имаш своја фарма во Канада, нели? Да, јасно е, да. Скоро се што има во Ландово, имам и овде. Како беше почетокот овде во Канада? Првите години? Па првите години на почеток, како секој почеток е нормално, тежок, неизвесен, тежок, не, али во исто време и е интересно, знаеш. Учиш нови работи, гледаш нови работи, така да не е толку тешко како што изгледа. Јас сакав да се задржам по мојата струка, оти многу време инвестира во школување во земјоделие. Така да прво работев во расадник, не бирав на почетокот многу, па после наредна година почнав во лозарство да работам, бев vineyard менеджер. И после во 2008 паралелно со тоа што работев full time како vineyard менеджер и почнав и кивите ги почнав. Околу 3,3 хектара, 8 акри. И така да кога почнаа кивите да раѓат и да добивам добар приход, тогаш се префали само на кивите. И сега сум цело време со кивите, да. Сега многу македонци во другите делови на Канада ќе се чудат како е возможно да има киви во Британска Колумбија. Нели е tropical? Не, па тоа и тука многу канаѓани мислат дека е тропско воше. Фактички кивите се на граница меѓу континентално и суптропско.
И она е овошка на блага клима, фактички. Значи, иначе може до минус 20 без проблем да издржи у зимно време. Интересно. Така да, а и летата се добри, не бара многу жешки лета и ствара висока релативна влажност на ваздухот, што е тука. Како е воздухот близу Абbotsford, каде што е твојата фарма? Како е воздухот таму? Да, многу е чисто, водата е чиста, има вода една од најдобрите во светот, што е тестирана. И почвата е плодна, значи апсолутно е идеално. И кивите овде, например, имаат многу повеќе работа, зашто преку летно време по идеални се условите и многу повеќе расте. У Македонија, например, јас пораснав со киви, ама летото скоро немаат работа воопшто, зашто они ќе стане жешко, посуво и толку не растат. Плодови ги има, а овде има 2-3 летни резидби барем. Кажи нешто повеќе за фармата. Да, освен киви, да, кивите ми е примарно. Освен киви имам и 65 јапонски јаболка. Имам околу 55 смокви, при тоа 5-6 се по-стари, а другите се по-млади. И останато е по 1, 2, 3 овошки, имам значи над 40 овошни видови. Од субтропско до континентално овошје. И се, мислим, се расте добро. Друга работа е што е многу важна, апсолутно не прскам ништо. Кивите генерално се они доста отпорни, киви, смокви, калинка, јапонско јаболко не барат. А и овие овошки што се... Значи се е природно. Да, се е природно. Например, и праски имам одберено сорта што за ова клима, не бара прскање. И така така е. Планот ми беше на мене, овие се како за домашна употреба, значи овие по 1, 2, 3 овошки, а плюс е и како експеримент. Ако, значи од тие 40 различни вида да видам што успева добро и ако евентуално се ширам за да и тоа да засадам. Ако некој сака да ги купи, каде може во Британска Колумбија да ги купи? Па кивите може во Ига маркетите, во Суперстор. Да, во Лобла Суперстор. А вистина? Да. А кивите тоа, да, и во зимата секоја сабота сум на Farmers Market. Тоа е добро за промоција. Каде е Farmers Marketот? Во Нет Бейли Стадиум, значи во Ванкувер е Farmers Market. Да. И добро е таму, и овие домашно направени джемови. Значи овоше што е вишок, правиме разни комбинации, например дуња, круша, вишња цре. Дали им кажуваш на луѓето дека имаш искуство во Македонија? О, да. Знаеш како, цело искуство ми е, мислам, главното искуство и знање ми е од Македонија. И јас кога дојдов овде бев и малку мислам, повеќе разочаран колку малку е земја, значи они тука имаат боровинки и малини, нешто јагоди и толку е. И генерално се овие индиците тоа што работат земјоделие. Значи толку неискористена земја, толку многу малку. А плюс школите, факултетите им се многу малку. Например, јас пробав кога имигрирав овде затоа што имам магистрирано да се запишам на докторат, на PhD. Бев на факултет, убаво ме прифати на UBC. Зашто? За овоштарство, за одгледување за. Нема таква ни програма, ни проект. Сите проекти им беа за environment и беа спонзорирани од рудниците и од oil industry, што се од... Така да, и кога почнав да работам во лозарство, гледав оти има многу недостаток на квалификуван кадар со искуство, например, многу насади се садат, поготово лозови, а уште од почеток се промашени. Има проблеми. Значи, има голем простор, значи за пласман нема проблем овде, за наплата нема проблем, што се главните проблеми во Македонија. Дали некој може да ја посети твојата фарма? Да, може да... Каде се наоѓа? Да, се наоѓа во Абосфорд. И ако се кодат на мојата веб страна Петков Киви, таму има сите податоци и може да ме... petkovkiwi.com, не? Да, јасно, petkovkiwi.com. И може да ме контактират и јас сум секој пат отворен или некој помош.
Секоја година ми се јавуваат луѓе, имат, например, проблем со опрашување на киви, значи има машко и женско. Следниот пат ќе ги пробаме кивите. Да, сега она е рано уште за нив. Следниот пат кога ќе дојдем во Ванкувер. Поздрав од Ванкувер! Имаш деца Теодор и Сара. Кажи нешто за децата. Па да, децата овде се родени. Керката е 17 сега години, синот е 14, средна школа, основно Френч и Мршен одеа од почеток и двете деца. И така добро е, дома си зборуваме на македонски. Дали научи ти француски од нив? Не научи француски, затоа што главно е на англиски мислам главно е на македонски дома сме ние и нешто е на англиски ако нема превод на македонски, али е да. Главно е македонски. И да, керката сега се мисли што на факултет да се запиша. Зашто? Што? Па Каква намера има уште не е сигурна. Повеќе она за social, за study, за таа насока е, а синот е повеќе математичар. Ама исто така е музичар. Да, музичар. Да, он почна од средно, отвари од седмо оделение, што е последна година у Elementary School. Ки имаме можност да го слушнеме на нашата емисија. Да, тоа ќе биде може, добро. да. И почна да работи по Royal Conservatory of Music, по има најдобар што може професор Милан Милошевиќ. И он е потекло од тие краишта. И така да, мислам, има добри резултати за сега. Освои златен медал за 2021 за wind instruments, како има да е кларинет и сродни на тоа, за препаратори. Значи, он е на почеток, али е добри резултати има. Одлично, Да, честито. И он свири и класична музика на ноти, а дома, затоа што ја свирам на хармоника, он свири и народно. Така да, и народна на слух, уште. Народно македонско. Да, македонско, да. Стари македонски. Генерално се, да, главно. Некои песни, кои песни? Па, има доста песни. Мислам, Биљана Платно, Белеше, има Македонско девојче, има, не знам, едно 15-20 до сега. Одлично. Разговаравме пред снимањето и со другите учесници во ова снимање во Ванкувер за можноста да се формира македонско здружение во Ванкувер. Што е твоето мислење околу тоа? Па да, дефинитивно треба да се. Има некои како мали иницијативи, ќе видиме дали ќе се реализират, али сега и со ковидот поготово се доста. Меѓутоа се надевам дека со ова снимање дека ќе помогнеме во Да, како не, да. Да, и треба. Знаеш како ние се собираме за поготово лето по пикници, а по повод на 2 август за Илинден, баш и местото таму кај се наоѓаме го викаме Мечкин камен. Малку е како издигнато. Има кој сака да дојде до Агија. Значи има Мечкин камен во Британска Колумбија. Да, има каде се наоѓа? Да, и на Джерико Бич, на плажата, значи, да. Нашиот македонски Мечкин камен го имаме во Британска Колумбија. Колумбија почитувани македонци. Да. Каде? Уште еднаш? Да, на Джерико плажата Бич. Таму е секоја година таму се собираме. На Джерико плажа Бич. Да. Одлично. Да, таму е и плюс и некој пат имаме на Драги Спасовски, мислам он живее во Сиетл, доаѓа, веќе има дојдено едно 5-6 пати и организира така средби со музика, со играње и како вечера и така. Се собираме, да, мислам, знаеш како, секој е со обврски, али да, дефинитивно треба да се, повеќе да се. И нешто гледавме и за црква, да не е проблем ни да се изнајми објект. Мислам повеќе, затоа што не сме толку многу број, не знам, 3-400 сме. Меѓутоа, мислам дека тоа има повеќе македонци, меѓутоа ако се има некоја иницијатива, ќе има повеќе можности да постои македонска црква. Јасно, да. Тоа има доста луѓе што се, значи најмногото од луѓе што се овде се дојдени последните 20 години. Се надевам дека ќе биде потик овој разговор со тебе за такво нешто. Да, јасно, да, ќе биде, да, треба да се. Наредниот пат кога ќе дојдете ќе биде повеќе организирано. Дај Боже.
На самиот крај од денешниот разговор, Георги, дали имаш една порака за македонците широм Канада, значи во Британска Колумбија, во Алберта, во Онтарио и насекаде низ Канада, дали имаш една порака за нашите гледачи? Прво сакам да ги поздравам сите македонци во Канада. Пораката е значи да се дружиме повеќе, да се поддржуваме и поготово за Британска Колумбија да се подобра организација, значи да може значи сите фамилии да се знаат, да може да се дружат и ако треба некој пат да се помогне, значи да бидеме малку повеќе поблиски. Почитувани македонци, тоа беше разговорот со Kiwi Farmer, Георги Петков од Британска Колумбија. Голема благодарност. Благодарам за поканата. Pozdrav od Vancouver!